Здраво дечки, денеска се наоѓам пред Lidl во Германија, во градот Хамбург, каде што и живеам. Јас ќе ви кажам какви се цените тука во Германија, а вие пишете ми во коментар какви се во Македонија. Ајде да одиме. Еве тука можете да видите 59 центи 1 кило брашно, 99 центи 1 кило шеќер, 10 јајца 2 евра 50. Дај баш овие да ги видиме дали се добри. Да, добри изгледаат, значи мислам дека овие ќе ги земам. Ќе купам и млеко, јас секогаш тоа го земам со помала масленост. Еве јас секогаш ова го земам. Можете да видите 95 центи, а цел пакет со 12 млека 8 евра 50. Тука можете да видите колку има различни сорти на леп. Јас секогаш го купувам овој леп, ова ми е најомилениот. Еве можете да видите 1 евро и 9 центи. Тука има тортили. Јас секогаш најчесто правам тоа за доручек дека реално е многу убаво и можете еве горе дури да ја видите цената. Денеска е на акција. Не знам дали знаете, ама јас сум љубител на нутела. Една нутела 5 евра 30. Ова многу го сакам дечки. Една нормална милка 1 евра 99. Имаме и вакви големи милки 5 евро. Телешко и свинско како пола 800 грама. Еве намалено е на 7 евра. Ова реално го користиме секогаш за мусака. Исто така сум многу голем љубител на пилешки стек. Еве ова се 800 грама 9 евро. Зејтин 1 евро 69 центи. 1 евро 39 центи. Една краставица во Македонија нели се брои во кила, кај нас се на едно парче. Томатено денеска се дури на акција 10 центи. Марулата пишува тука 1 евро и 49 центи. Еве мислам дека ова е добра. За мојата најомилена салата ми треба ченка 1 евро 80, 1 кило мандарини 1 евро 59 центи. На нормални италијански шпагети 69 центи, а овие од барила 2 евра. Еве гауда кашкавал 400 грама, можете да видите е на акција 2 евра 45. За моите убави шпагети, за да имаат навистина добар вкус, ќе земаме и малку пармезан 3 евра 30. За уште поубави шпагети ни треба и моцарела, ова е еден да кажам голема топка 70 центи. Во Македонија се вика кисело млеко, ама тука во Германија го викаат јогурт. Реално тој во Македонија е поубав, ама добро што се прави, тука во Германија го има само овој. Еве дечки, ова беше нашето денешно пазарење и сега сакам вие да ми пишете во коментар каде е поевтино, во Македонија или во Германија.